Будењето никогаш не било полесно. Со насмевка, ведрина и звук што се гледа. Значи не се шегувавме, многу убави актуелни песни кои што веќе влегуваат и во ретро со оглед на нашите години, но ќе се потрудиме да враќаме дел од нив, како Маријан Стојановски овој ритам е јак, како Каролина Гочева само за тебе, не најавам. Планот дека секоја недела сакаме да ви вратиме по една од најбавите македонски песни. Забележавме дека во ретро петоките како уживавте, уживаме и ние. Така да за оваа недела може ли да биде Каролина? Само за тебе. Може. А ќе ја пуштиме и утре на Радио 2. Добро утро на сите кои што веќе се расонувате, го пиете првото утринско кафе или веќе сте во движење, гледам на компјутеров и на мапиве низ Скопје на вистина раздвижено понеделнички, на календарот запишан денот вторник, 15 јуни. Понеделник. Вторник кажав, леле, понеделник се извинувам, но едно е факт, средина на месецот дојде, додека трепнеме некако. Навистина помина и овој половина месец, но помина и половина година, што е заправо. Тоа веќе него не мислам. Надвор денес имаме навистина прекрасен, убав и сончев ден. Така е, време за почеток на најновото издание Звук што се гледа, вашиот омилен мултимедијален проект. 25 минути убаво спакувани, каде што радиото конечно добива слика. Да видите и како изгледаме, а не само како звучиме. Утринска програма на Радио 2 како дел од утринската на МТВ. Тука сме да го обоиме секако и ово утро со убава, позитивна енергија, интересни моабети, свежи информации и со убава македонска музика. Многу брзо ми го скролаш текстот. Кога дзиркаш од кај мене? Некогаш дзиркам наместо од мојот лаптоп, полесно ми е да дзиркам на лаптопот од Зорица и ја удирам по нога кога брзо ми го скрола текстот. Без разлика дали не слушате и гледате во вашиот дом, можеби сте заглавени во утринскиот метеж или веќе сте стасани на вашето работно место. Ајде заедно да го започнеме денешниот ден и секако да видиме во овие први 30 на минути од утринската програма на Радио 2 што се случуваше викендов и што ние сместивме во овој половина час. Добро утро. Како што веќе споминавме, денес не очекува убав ден, тоа значи дека сонцето денес ќе работи полна смена, да не речам и прекувремено, затоа што едноставно да му се може. Не очекува вистинско летно и стабилно време, максимална температура денес до 31 степен, значи како што можам да видам совршено време за утринско кафе, да се испие, не знам, на балкон, задолжително очила за сонце, заштитна крема, нели, секако пуштање на клима уредот на работното место, веќе е време да го барате далечинскиот управувач на клима уредот. А во меѓувреме секако и автомобилите и сообраќајот, наша прва сервисна информација од АМСМ вела дека на државните патишта се вози непречено, коловозите се суви, а ако планирате да излезете надвор од градските средини, не грижете се, интензитетот на патните правци утрово, гледам во извештајот, е умерен, што значи немаме поголеми задржувања. Но сезоната летна е почната, на Евзони Богородица знае да има многу голема гужва. Ако утрово некој не слуша таму, Радио 2 МРТ сме на Facebook и на Instagram, веднаш да ни пишете каква е состојбата на овој најпрометен граничен премен и колку утрово се чека таму. А ние ќе кажеме добро утро. Останете тука. Ако нешто на особено ме радува утро, тоа ова утро е податокот дека ни треба кафе, 15 јуни, ден на муките на насмевката. Ајде, Вана, да извежбаме. Само денес? Па денес, 15. Добре, ќе повежбаме до крајот на денот. Значи дека имам официјална дозвола да се смешкам од текот на целиот ден, не дека и претходно немав, ама денес ете ми и причина зошто тоа го правам. Па мислам дека не треба само денес да се смешкаш, бидејќи откако Зорица се појави пред телевизиските камери, морам да кажам дека неа симнува насмевката секој ден, очигледно и годи. Оваа комбинација мултимедијална. Искрено мислам дека твојот пример треба да го следат буквално сите, бидејќи нема подобар рецепт. Ама ти следи го, сега да
Да се зборува. стартува денот со една искрена насмевка. Па морам кога зборувам да бидам малку посериозен. не мора, Немој да јас ме мислам правиш дека, така. Па не мора, јас мислам дека со оглед на тоа што едноставно ни треба екстра насмевка и енергија позитивна понеделнички, тоа може и да си го дозволиме. Значи, каде и да сте во моментов, што е вашата работа? Да се насмевнете. Може тоа да го направите на соседот, на колега, на случаен минувач. Овој 15 јуни заедно да ја одбележиме нејзината моќта на насмевката. А кога сме веќе кај насмевките и кај добрата енергија, еве еден текст кој што сигурно ќе ви измами насмевка на вашите лица. Одиме со првата музичка тема со која што ќе ви посакаме добро утро. Young Daddy. Приказната за една Лидија за добро утро во звук што се гледа. Отидов ја у трафика да купувам балони. Ни на крај на памет дека вечер ке ми звониш. У именик ти стојат само 2-3 телефони. На мајка ти и татко ти, мојот стои до нив. Јас сум бизи, пак нешто ми дрма. На втора зборам, значи не ми е на прва. На дупла линија, пак ми звони Лидија. У која Лидија, качи се па види ја. На дупла линија, пак ми звони Лидија. У која Лидија, качи се па види ја. На видеа си те не видоа, на стори сними ја, дади Лидија. А која Лидија, па дојди види ја. Спија кај мене да, устам под кирија. Напета водка, не остави ни готка. На скала ми е 100 и ме вози топ, топ, топ. Дали имаш 100, на неа и самотка. Се прави хаос, пошто сака да е лом, лом, лом. На дупла линија, пак ми звони Лидија. У која Лидија, качи се па види ја. На дупла линија, пак ми звони Лидија. У која Лидија, качи се па види ја. На дупла линија, пак ми звони Лидија. У која Лидија, качи се па види ја. На дупла линија, пак ми звони Лидија. У која Лидија, качи се па види ја. На дупла линија, пак ми звони Лидија. У која Лидија, качи се па види ја. На дупла линија, пак ми звони Лидија. У која Лидија. Каква порака добивме сега од сопругот на Зорица, ама нема да ја добивме. прочитам, но ете ја дознавме причината зошто се смешка им убави заби Нели, прво да, и да, основно. да. Лидија и Young Daddy за старт 7 часот 38 минути. Во звук што се гледа, чисто знаеме да ве запознаеме со некои интересни факти, така ќе биде и денес. Ова е еден момент кој што сум сигурна дека ќе ви измами и насмевка, но и ќе ве врати на едни убави спомени. Имено на денешен ден 15 јуни, ново 94-та година, тоа многу одамна, премиерно е прикажан филмот The Lion King. Кога последен пат си го гледал? Дали си го гледал? Океј, има некои грешки кои што ќе мора да ги поправиме. Ова е еден од Јас сум од најуспешните. Тетово. Па нема врска дали си од Па Тетово или добро, од Скопје. гледавме поразлични Секаде. филмови тогаш. Аха, добро. Добро. Од тогаш па наваму генерации деца, вклучувајќи ги и моите, и до ден денешен Добро. раснат со авантурите на Симба, Тимон, Пумба и Ване, нивната фраза Хакуна Матата. Сега претпоставам дека не знаеш што е Хакуна Матата. Еј да. Што е Хакуна Матата? Да, дефинитивно тука ќе се согласам дека тоа не е само фраза, тоа е една животна филозофија која одлично што ќе ни вели? одговара овој понеделник. Кој што вели? Без проблеми, без грижи, грижи, само така, насмевка. пропушти му се на Ете живот. така, но оваа фраза сериозно ја сватило едно 21 годишно момче. Што направил? Дали слушна викендов што се случи на автопат Скопје Гевгелија? Не, ама чувствувам дека ќе ми Па кажеш. ние сме со националните рекорди секој дневно некако Апдейтираме, а? Па не апдейтираме како некој да фрлил магија на нас, како да сме, како некој вака кога ќе те со стапче волшебно, кога ќе те Ми доаѓа да кажам урочи, ама не леле е на тоа зборот. врвот јазик ми е зборот, добро, некој кога ќе те урочи, добро, ајде. Па Добро. урочене 244 километри се возели на автопат. Толку возам на Некој автопат. дете, да, не знам од каде беше, тука од Скопско. Баш фино. Е така.
Драг рекордиру, штета што не можеме да ти ја видиме насмевката кога ја плаќаш казната, со оглед на тоа што си уловен и знаат колку возел. Но кога сме кај работите што ни го одвлекуваат миманието, време е да се префрлиме директно во Португалија. Тик-так нима нешто подготвено. Тој утринава испраќа еден навистина забавен и реален прилог за нашата зависност од технологијата и социјалните мрежи. Може. Некогаш одамна, луѓето чекаа во редици. Бараа информации по енциклопедии и трошеа часови за работи што денес се завршуваат со еден клик. Тогаш дојде технологијата и ни рече: не грижете се, ќе ви заштедам многу време. И навистина заштеди. Само што никој не предвиде дека ослободеното време ќе го искористиме за да гледаме како некој мие тепих во друга држава. Денес можеме да платиме сметки за 2 минути, да нарачаме храна за 3 и да резервираме патување за 5. А потоа следните 2 часа ги трошиме гледајќи видеа од луѓе кои реставрираат ргјосани чекани од 1947 година. Никој не знае зошто тоа е интересно. Но кога еднаш ќе почнеш да гледаш, одеднаш ти станува важно дали ќе успее да ја извади последната дамка од тепихот. Алгоритмите не познаваат подобро од многу роднини. Еднаш ќе застанеш на видео со куче што вози скейтборд и следните 3 дена телефонот е убеден дека тоа е твојата најголема животна страст. Ако не, ќе стане. Требаше да имаш повеќе слободно време. Наместо тоа, сега сме презафатени со следење содржини кои немаат никаква врска со нашиот живот. Знаеме како се одгледува јапонски крап, како се поправа трактор во Аргентина и како се прават сапуни во Индија. Само се уште не сме стигнале да си го средиме плакарот по дома. Па затоа, утрово ве прашувам. Кое е најчудното видео што ве натерало да кажете само да го догледам, а 2 часа подоцна се уште сте таму? Воопшто не си фер. Секогаш на джингловите и на песните пееш, кога ќе ти речем да пропееме малку во програма, ти не знаеш да пропееш. Ги штедам и слушателите и гледачите од мојот вокал. А ова утро вие може да си отворите душата, каде ако не на социјалните мрежи, да ни кажете кое видео ви има натерано на вистина само за 2 секунди да го продолжите вашето не спиење уште 2 часа. Имало такво видео, сигурно. Најчесто за главам новија со мачиња. Па не знам, тоа е некој TikTok манија, може да кажеме дефинитивно. А не гледам TikTok, тоа е уште пострашно. Па уште пострашно е што кога ќе се раскролаш и се забораваш. Да, сега ми текна сериозно, бев навлезена, една девојка правеше куки магични, како самовилски кукички од шкорчиња, значи толицки вака кукичките и тоа знаев да го гледам со часови и на време реков време да ја одследам затоа што ми одзема многу време. Да. Сега јас нели обратно од тоа, па следам луѓе кои што одат на планина, па нели преноќуваат таму, па прават колиби, така. Тоа супер е тоа, но барем да си поспиеме. Време за музика. Време. Да, но само да кажеме, ќе провериме и за кратко. Радио 2 Мрета сме на Facebook и на Instagram. Чекаме да ни пишете утрово и во живо, во меѓувреме да ни споделите некоја фотка или некое видео, за да уште утре прикажеме. Или некоја насмевка, денес е националниот ден на насмевките. На насмевките. А ако сте во автомобил, пишете ни каде се наоѓате, каква е атмосферата низ Скопје, низ останатите градови, каква е атмосферата на граница. Кој тргна на одмор кон Грција, нека ни каже. Нека ни каже. Да. Еве што ни е следно, што ни е слушаме. Ако не ви се стои на граница, Албанија е одлична дестинација, многу побрзо се поминува граница. И мислам треба да дадеме повеќе шанса на овој неистрежен бисер. Па Грција доста беше веќе од толку многу Грција. Ете Албанија, убаво море и таму. Време за музика. Време за музика. Да. Малку авантура, малку љубов, малку стрес. Заради тие очи бојам ја на грев. На моите рани ти си единиот лек. Гора чувства ти ги топиш као лед. Ама ква ме спушташ и креваш од дно. И се тоа ти го правиш намерно. Ко ангел од душа ми отргна зло. My baby, my love, I need you, my love. Oh baby, to, sa tebe deni noć. Ah baby, to, ah baby love, ah baby, ah baby, to, sa tebe deni noć.
oči pa imam ja na gref Na moj terani ti si jedini od lek Goreće sva ti ги топиш kao led Ама ква ме спушташ и креваш од дно И се тоа ти го правиш намерно Ко ангел од душа ми отргна зло My baby, my love, I need you, my love Habibi, to Sa tebe deni noć Habibi, to Habibi love, habibi Habibi, to Sa tebe deni noć Habibi, to Habibi love, habibi Sa tebe deni noć Sa tebe deni noć Habibi, to Sa tebe deni noć Habibi, to Habibi love, habibi Заразна песна. Многу. Треба да ја научиме и кореографијата. За следниот пат. За следниот пат договорено. Сега е време, ако не успеавме музички да ве раздвижиме и да ве направиме посрекни и насмејани, ќе се обидеме овој пат тоа да го направиме со што? Срекни вести. Поубавата страна од денот. Очекував Ете дека ќе ме придружиш, ама знам дека имаш нешто ти за сам старт. Имам за сам старт нешто, додека штрковите во Македонија прогласија стечај. Пристигнаа срекни вести од срцето на Европа. Добро. Срекни вести. Македонскиот наталитет доживува вистинска ренесанса според најновите податоци. Само минатата година во германските породилишта биле родени дури 1620 новороденчиња од македонски родители. Ова е најдобар доказ дека македонскиот ген е неунишлив, само му треба подобра економска клима за да процвета. Многу чудна работа која ги читам, срекниве вести, некогаш имам и грудка во грлово, искрено да ти Што кажам. нема да биде така со средната вест, Добро. со следната вест, затоа што срекна вест за младите битолчани кои што се уште да размислуваат можеби каде да се запишат, каква работно место да одберат, според најновите статистики слушни го добро. Слушам. Најпрофитабилна професија во Битола е нутриционист за шимпанза во зоолошка градина. Добро. Вработениот кој што храни мајмуни заработува двојно поголема плата од една негователка, да речеме, во градинка. Затоа, драги родители, со време инвестирате си во еднината на вашите деца, наместо да речеме да им купувате книги, компјутери, да ги мачите со странски јазици, купете им едно кило банани и учете ги на акробаци, тоа долгорочно ќе им се исплати. Нашите деца се нашата иднина, ма изгледа битолските мајмуни се нашата сегашност. И срекна вест број 3 за утрово. Во омиленото македонско одморалиште Певко Хори во Грција настана комплетен хаос. Забрането е случило? капење во морето поради изливање на канализацијата. Ау. Но зошто ова е срекна вест, се прашуваш? Не знам. Сега наместо да возите со часови до Халкидики и да чекате на граница, само свртете десно кај Кичево и веднаш доаѓате во Охрид. Така. А таму, у истиот незаборавен утрински мирис на канализација, но со многу помалку поминати километри. Ама временски кога ќе видиш е исто. Ама не е исто. Ама не е исто. Со километри можеби, не знам, ајде да не се збунам, истиот незаборавен утрински микс е тука, еколошки стандарди и таму се разбира еколошките стандарди и таму и кај нас се комплетно изедначени, ете каде сме исти со нашите соседи. Останува само колекторот во Охрид да ги поздрави колегите во Певко Хори со пораката добре дојдовте во клубот, а ние испраќаме порака до колегите во режија со пуштајте джингл. Ајде. Време. Ако денешниот ден е посветен на моките на насмевката, што е со моките на зборовите? Знаат да бидат многу мокни. Многу мокни и дури помокни од насмевката. Така, ама и пострашни од каменот. Дали забележувате колку често пропуштаме да ги поздравиме луѓето околу нас, да им кажеме необично здраво? Што се случи што ни стана тешко да си кажеме здраво, не знам, во ходник, во лифт, на скали, помеѓу ходници и така натаму? Например, здраво до соседите, до колегите или евентуално до случајните минувачи. Јас многу често знам да се збунам дали познавам некоја жена или не познавам, па да кажам здраво. Кога ќе ме погледнат чудно, знам дека сум сгрешила, ама поубаво ми е зашто не е ништо страшно да кажете никому здраво. Да, јас да ти кажам ете и на работа кога се мафтам по ходници едно време здраво и поголем нели 1% од колегите ќе спуштат глава, те поминуваат.
Страв ми е дека јас сега престанав да викам Ке те здраво. поднаучам, мене Тоа не ми е како некоја проблем. пандемија. Сега токму на оваа колешка, Тема. истражуваше темата Рашела. Може така да кажа. Понеделник. Токму на оваа тема истражуваше нашата колешка Рашела, таа подготви еден прилог каде што нели замоктена убавите зборови и зошто како општество почнуваме да го губиме тој наједноставен човечки чин да се поздравуваме. Здраво, драго ми. Ајде да го слушнеме и погледнеме. Постојат зборови што можат да променат живот. Те сакам. Извини. Благодарам. А има и еден многу пократок збор што често го подценуваме. Здраво? Токму некому му е посветен денешниот Кажи здраво, ден кој не подсетува дека секоја нова приказна почнува со поздрав. Во време кога сите брзаме, гледаме во телефоните и често поминуваме едни покрај други, без да се забележиме, едно обично здраво може да биде повеќе од формалност. Интересно е што не мора да познавате некого, за да му го разубавите денот. Поздрав до соседот во лифт, насмевка до продавачката во маркет или порака до пријател со кој одамна не сте се слушнале. Понекогаш, токму тие мали гестови имаат најголемо значење. Затоа денес имаме мал предизвик за вас. Кажете здраво на некој на кого вообичаено не би му се обратиле. Може би нема да го промените светот, но сосема е можно да му го промените денот на некого. А понекогаш, токму од едно здраво започнуваат најубавите приказни. Здраво. Здраво, драго. Добро, не мора со рака, треба може и само да се каже Така, здраво. Време е за музика, но пред тоа повикавме на пораки, ќе ги поздравам Љупчо, така. Фриц, неговото семејство, моментално патуваат кон Грција на одмор, најубаво да си поминете, вели на граница гужва, поминавме македонска граница за некои 40 на минути, а сега вели чекаме на грчка граница. Значи, чекањето не е завршено. Од друга страна, Наташа ни пиша, ти благодарам Наташа, вели на тема на алгоритми и социјални мрежи, оригамите сериозно знаат да ме задржат на мобилен телефон. Се личи многу лесно пред да почнам да ги изработувам. Ај само некој што не слуша во моментов да ни пише едно здраво. Никој не ни Чисто, пиша да. здраво. Здраво никој не ни пише, така. иако здраво и убаво. Иако се бајлева ме праша како сум. Ретко се случува тоа никој искрено да праша како си. А потоа ќе кажеме, колега те праша како си, што ни вклучува лайв на Facebook и Так, првото јавување во режија беше здраво, како си и ете и од режија имаме здраво. Поздрав до сите колеги утрово. А Време е сега за музика. да се Може. размрдаме Ајде малку. музика, па се враќаме насет. Ноќва купи ме, поглед преку рамо само продолжи во твој таен свет. Очи силно света дај насмевни се, криеш ти знам. Тајни кои сакам да ги знам, криеш ти знам. Тајни кои сакам да ги знам. Не, јас не бројам до 3, ноќва со мене си ти. Во ног без правила, знам што точно би направила. Пат на воздишки, поглед преку рамо само продолжи, допри ме без план. Гори силен оган меѓу нас, криеш ти знам. Тајни кои сакам да ги знам, криеш ти знам. Тајни кои сакам да ги знам. Не, јас не бројам до 3, ноќва со мене си ти. Во ног без правила, знам што точно би направила. Криеш ти знам. Тајни кои сакам да ги знам, криеш ти знам. Тајни кои сакам да ги знам. Не, јас бројам до 3. 1, 2, 3.
време е да кажеме, Време е да кажеме. до слушање и до гледање до утре во 7:30 и тука некаде да ги повикаме и колегите да Само се вратат. секунда, само секунда се вратија колегите. Никола ни пише здраво. Здраво, здраво. Здраво. Еве, на пример, имаме едно здраво на Инстаграм. Имаме многу здраво, меѓутоа имам сериозен проблем да седнам и да ги отворам, да не потонам во алгоритмот кој што ќе ме одлечи на некоја трета страна. Никола, мислам дека знам кој е Никола, ќе му правиме кафе колегата. Еве и Марија ни пишува на Facebook, вели здраво и поздрав од Маврово. Поздрав Кристина до сите колешката вели вадам полномошно за синчето во МВР, ве слушаат во МВР. Ќе ги Грмиме поздравиме там. утрово во МВР, Ќе ги соседите. поздравиме, Ете така. апсолутно. Ќе ве поздравиме и вас, ви посакуваме преубав понеделник. Не заборавајте да се насмеете и да останете на фреквенциите на кои што сте. Ние само најавуваме, колеги, се префрлуваме ке вас. Зорка продолжува со тик-так од 8 часот до 9:30, а со мене слушателите на Радио 2 се слушаат од 10 до 13 во ритмот на денот и точно напладне. Се сетивте ли на песната? Се сетивме Каролина и Врчак, мислам дека 2000-та беше, колку што јас се сеќавам, тоа се Истражи, 26 години. Истраживе сад дока пиеле кафе. Огромен хит од моје, од наше време практично. Симона тука малку ни измрдува со генерацијски, меѓутоа ќе реков јас, сепак се нудиме ние како малце повозрасни да сугерираме и да малку музички ги едуцираме овие нови генерации. А ние малку да ве воведиме во тоа што во моментов се слуша, меѓутоа колегите Вана и Зорка видов дека и во денешното издание има едни од моменталните хитови кои што се на новите генерации.